Овој американец преживеал 856 каснувања од змии отровници. Неговата крв сега е клуч за развој на универзален противотров. Обсесијата на американецот Тим Фриди со змиски отров речиси го чинеше живот, но во исто време го отвори патот за развој на најпознатиот противотров. Во текот на 18 години, Фриди си инјектирал змиски отров 856 пати, издржувајќи каснување и дози отров од некои од најсмртоносните змии во светот. Уште од детството бил фасциниран од змиите кои ги чувал како домашни миленици. Подоцна почнал да го разредува нивниот отров и да го инјектира во себе. Пресвртницата се случила кога преживеал две каснувања од кобра во рок од 1 час. Наместо да се откаже, Фреди го засилил својот режим на имунизација, изложувајќи го својот имунолошки систем на отровите од египетски кобри, водни кобри, црни мамби, тајпани и звечарки. Тој снимил и ги објавил на YouTube, вклучително и видео во кое го каснале тајпан од Папуа Нова Гвинеја и црна мамба. Тие снимки го привлекле вниманието на имунологот Џејкоб Глинвил, директор на биотехнолошката компанија Sentivax. Инспириран од уникатниот имунитет на Фриди, тимот на Гланвил ги користел неговите хиперимуни антитела за да развие нов противотров. За разлика од традиционалните противотрови кои се направени од антитела на животни како коњи и се насочени само кон еден вид змии, оваа формулација базирана на човечки антитела нуди поширока заштита и помалку несакани ефекти. Од крвта на Фриди били изолирани два вида антитела, еден ефикасен против 6 видови и еден кој обезбедува барем делумна заштита од сите тестирани отрови. Истражувањето објавено во списанието Cell Press се фокусира на змии од семејството Елапиди. Научниците сега планираат да развијат противотров со подетално широко дејство за семејството Вајпериди. Пред да стане достапен за општа популација, противотровот мора да помине низ ригорозни клинички испитувања. Во меѓувреме планирани се тестови на кучиња каснати од змии во австралиските ветеринарни клиники.